Благодарам, подпредседател. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност. На оваа седница имаме низа на закони поврзани со отпадот и добро е да се проговори малку повеќе за тоа, зашто отпадот во Република Македонија представува еден посебен проблем на кој треба да му дадеме посебно и големо значење. Почнувајќи од најмалите населени места, па до најголемите градови, сите се соочуваат со овој реален и опасен проблем кој во најскоро време треба да се реши. Животната средина и воздухот во сите градови се екстремно загадени. Мерната опрема е стара и расипана и представува, не сме ни самите свесни колку тоа представува опасност и какви се последици трпиме поради ова. Незамисливо и срамота е што сето ова сами си го правиме, а надлежните не се способни да излезат во пресред и да го решат проблемот онака како што треба, на дело, а не само со донесување на законски решенија. Срамота е во 21 век домакинствата да немаат каде да го остават селектираниот отпад, а веројатно поради тоа и се помалку се селектира. Основниот закон со кој се уредува управувањето со отпад во Република Македонија е Законот за управување со отпад и со него е воспоставена основната обврска за проширена одговорност на производителот, што ги опфаќа и производителите на спакувани производи од кои настанува отпад од пакување. Управувањето со пакување и отпад од пакување во Република Македонија е уредено со Законот за управување и пакување и отпад од пакување и тоа така треба да биде. Но законите кои се предлагаат доцнат, а збора на тоа имаме и катастрофална имплементација на истите. Каде да се свртиме на секој чекор во цела држава никнуваат диви и нерегулирани депонии во кои се изфрлаат разни отпадни материи, од кои најстрашни и најопасни за нас и за животната средина се оние кои се биолошки неразградливи, но таквите пак може да се преработат, односно да се рециклираат и за тоа со тоа значи да си ја зачуваме природата од која сите ние зависиме. Кога веќе ги спомнав депониите, не можам да верувам дека на ниво на Македонија имаме само една регуларна депонија која ги исполнува стандардите за работа. Отпадот од цела држава се носи во неа, наместо да се решат регионалните центри за обработка на отпад. Според статистиката, секоја година во Македонија околу 30% од вкупниот отпад, тоа е некаде околу 210.000 тони, завршува во дивите депонии. Во таквите депонии завршува секаков вид на отпад, кој за жал таму ѓубрето се пали и штетниот чад го вдишува, и истото неголеми последици трпи локалното население кое што се наоѓа во непосредна близина. Оставаме многу лоша слика за оние кои ќе посетат нашата земја од една страна, а од друга страна сето ова многу лошо влијае врз здравјето на граѓаните. Власта ветуваше чиста вода, чист воздух за сите. Во секоја општина, во планот за живот ова беше приоритет. Но до каде сме со тој приоритет? Се обврзуваа постојано навремено да ги чистат депониите, ветуваа регионални фабрики за третман на цврстиот комунален отпад, ветуваа чиста животна средина за сите. Ништо од ова. А што добивме? Реки преплавени со разни видови пластика и друг неразградлив отпад, диви депонија и ѓубришта. А посебна тема пак е медицинскиот и токсичниот отпад, посебно оној кој го увезуваме за разни цели. Замислете, според некои истражувања кои што успеав да ги проучитам, Македонија се нарекува Европска депонија за отпаден материјал. Овој неубав епитет на нашата земја сериозно треба да се свати и да се отстрани и да престане увозот на отпадно, например, гориво, полно со хемикали. Вчера, кога поминавме Законот за управување со отпад и во него, добро е, што се уредува прекуграничното уредување на отпадот, увозот, извозот, транзитот, но се поставува прашањето колку ќе се почитува. Дали приоритет ќе биде здравјето на граѓаните или пак провизиите и заработувачките. Почитуване. Колку и да имаме добра законска регулатива, најважно е како таа ќе се спроведува, а досега виденото, воопшто не сум убедена дека оваа власт тоа добро го прави. Решенијата за соодветно управување со отпад, зборувам за било каков отпад, не само оној пакуваниот, се вратени 100 години наназад.
Јас сакам да напоменам дека ние сме за квалитетно третирање на отпадот, но не на начин на кој оваа власт си замислува и планира. Се надевам дека со донесувањето на нов закон со управување со отпад, како и со донесување на овој предлог закон за управување со пакување и отпад од пакување, навистина ќе се овозможи воспоставување на функционалниот систем за регионално управување со отпад и изградба на регионални депонии, а исто така во тој контекст ќе се овозможи затварање на сите диви и нестандардни депонии кои ги има на територијата на цела држава. Исто така ќе се овозможи и отпадот од пакуваните производи паметно да се селектираат и рециклираат, а со тоа ќе се исполнат и целите на законот, односно ќе дојде до намалување на негативното влијание на пакувањето и на отпадот од пакување врз животната средина и врз здравјето на луѓето. Ќе дојде и до унапредување на стандардите за заштита на животната средина од страна на економските оператори во текот на целиот циклус на пакувањето, а ќе има и повторна употреба, преработка, како и отстранување на отпадот од пакување. Јас искрено се надевам дека ќе се постигне високо ниво на повторна употреба, рециклирање и други видови на преработка на отпадот од пакување, а со тоа и намалување и на депонирањето на отпадот од пакување. Но и дека ќе се обезбедат поволни услови за воспоставување и развој на пазарот за повторна употреба, рециклирање и други начини на преработка на отпадот од пакување. Ако се исполнат сите овие цели, тогаш ќе дојде до намалување на потрошувачката на енергија и на употребата на примерни суровини при производството на пакување и потикнување на третманот на отпадот од пакување. Сите треба да бидеме свесни и одговорни и да учествуваме во имплементација како на сите закони, така и на овој. А одговорните треба да обезбедат услови за да се поттикне производството на пакување за повторна употреба кое е биоразградливо, како да возможат користење на најдобри достапни технологии за третман, преработка и рециклирање на отпадот од пакување. Ви благодарам. Благодарам.